Денес како пратеници од Коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и од мнозинството во собранието сме во Преспанскиот регион и се сретнавме со жителите од повеќе места тука, се со цел на лице место да ги видиме и да ги слушнеме проблемите по однос на штетите кои што настанаа во претходните 2 дена, а со кои според кажувањата на луѓето од тука се оштетени, односно е загрозено 90% од производството на јаболката од оваа реколта. Жалосна е сликата овде, луѓето се во паника, затоа сме тука да пратиме пораката дека на овие луѓе мора да им се помогне. Мнозинството во парламентот ќе ја преземе одговорноста. Во скоро време ќе избереме претседател на собранието и нова реформска влада, која што веднаш ќе се зафати со решавањето на реалните проблеми на луѓето, на граѓаните, особено во овој период и на земјоделците кои што ги имаат овие проблеми. Во изминатата година настана исто така штети на јаболката, но исплата на оштетите од страна на оваа влада и на ова министерство нема. Знаеме исто така дека субвенциите за 2016 година и голем дел на застанати субвенции од претходните години исто така не се исплатени. Овде е и проблемот со плаќањето на јаболката од страна на трговците. Многу наталожени проблеми кои што ги мачат земјоделците, кои што ги доведоа до банкрот и кои што го крахираат земјоделството. Затоа ја праќаме пораката дека ќе ги деблокираме процесите кои што со блокадата на собранието се обидува да ги направи ВМРО-ДПМН, се со цел да ја спаси кожата на криминалците. Ќе направиме се затоа што граѓаните на 11 декември преку 700.000 граѓани гласаа за промени, гласаа за живот во Македонија, гласаа за решавањето токму на овие проблеми со кои што се соочуваат луѓето. Токму затоа апсолутното мнозинство во парламентот ќе ја преземе одговорноста и сите овие проблеми еден по еден ќе ги решава новата реформска влада во Македонија. Затоа треба да бидат убедени и уверени, како граѓаните, така и земјоделците, дека врвен приоритет на новата реформска влада ќе бидат проблемите на граѓаните и нивното решавање. Доколку не беше оваа блокада од страна на ВМРО-ДПМН, од страна на малцинството во парламентот, пратениците од ВМРО-ДПМН, доколку не ја праве оваа блокада за да ги заштитат криминалите на врхушката во ВМРО-ДПМН, денес веќе земјоделците ќе има зелена нафта, ќе има редовни, навремени, зголемени субвенции, веќе денес земјоделството ќе беше врвен приоритет на новата реформска влада. Но исто така треба да се убедени и таа порака ја праќаме и затоа сме тука со нив. Дека многу наскоро ќе ја преземеме одговорноста и ќе се зафатиме со решавањето на сите овие проблеми. Благодарам.